Mlada ličnost koja što bila polna со енергија одеднаш станува малтене неспособна сама да се пресоблече, да јаде, да пие, да се покрие во студените денови и тоа беа моменти кога требаше да ми помага мајка ми или некој друг член од семејството. Ова е новинарката Вања Мицевска, која е на 26 години во една есенска вечер. Пред 4 години со само преглед ја открива необичната ситуација на дојката и диагнозата која никој никогаш не сака да ја слушне. Таму тргна целата голгота. Се упатив на преглед во една ординација, каде што ми беше кажано дека немам ништо, дека си замислувам, дека се е до мојата психа, но за среќа му верував на своето тело, не и поверував на докторката, но за жал испадна дека таа не е во право и по уште неколку последователни прегледи следуваше биопсија која што потврди дека сепак се работи за малигнитет. Да, што следуваше после диагностицирањето на твојата состојба и какви беа чувствата тогаш? Можеш ли 4 години подоцна да ни кажеш со што се соочи се тогаш? Сега, ако ги сумирам впечатоците нели за тој период, можам да кажам дека некои работи ми се навистина во магла поради преголемиот стрес кој што сум го имала, но тие почетни моменти, ликот на докторката, незините зборови, телефонскиот повик кој што го направив за на мајка ми да ја го соопштам ова и потоа на сите членови на нашето семејство беше навистина нешто многу исцрпувачко и нешто што никогаш нема да се заборави, но од друга страна тоа е и добро, затоа што така ќе знам каде сум била и каде сум денес, за да можам да ги превенирам на некој начин сите оние стресови кои што имаме потенцијал да ни се случат на дневна основа. Знаеме дека не треба нели да се стресираме за се и се што. Почетокот е секогаш најнеизвесен, па така и во состојбата во која се најде Вања. По операцијата и сите последователни терапии, денес таа живее нормален живот, но сепак исполнет со доза на предизвици кои што остануваат како последица од болеста. Првата потешкотија, и мислам дека тоа е потешкотија на сите други пациенти, е да се пронајдеш себе си, односно да не се изгубиш на тој пат кон исцелување, кон лекување, додека да стигнеш до една ваква точка. Навистина тоа се моменти кога човек се бори сам со себе. Ние имаме на клиниката и психолошка подршка и докторите често пристапуваат така психолошки, освен што физички не лекуваат, но пред се мора самите на себе да си бидеме најдобар пријател за да не се изгубиме на тој пат. Најтешкиот период и било во текот на пандемијата, кога се лекувала од канцер, а требало и максимално да внимава да не се зарази од коронавирусот. Денес е последниот ден од розовиот месец, посветен на борба против ракот на дојка. Секогаш кога ќе дојде октомври, јас сум сентиментална и во ред е еден месец од годината да се бои во розево, да се спроведуваат кампањи, да се зборува малку погласно на оваа тема, но тоа не треба да биде табу тема во останатите месеци од годината и мислам дека се уште треба да ја јакнеме свеста за оваа тема, медиумите да отстапат многу повеќе простор за здравствените теми и не само да информираме, туку исто така и да едуцираме. Но мислам дека и од друга страна треба да се зголеми свеста кај надлежните, значи кај креаторите на политики и наместо во октомври да се фалат за она малку кое што го направиле, да се фокусираат на многуте работи кои што се уште не им се направени. Јас би апелирала да почнат од сега, за веќе во следниот октомври
да имаме многу поубави работи кои што ќе можеме да ги споделиме и на еден таков начин да го одбележиме тој месец. Да, Вања, многу често сме сведоци дека речиси воопшто да нема термин или се чека со месеци, може дури да ви закажат за наредната година за еден обичен преглед што е ехо на дојка или пак за мамографија. Како тие се снаоѓаш и се справуваш со оглед на тоа што некогаш си била во ризик, па верувам дека треба контролите да ти бидат дури и почести. Да, контролите кај онколошките пациенти се почести, не само на дојка, туку и на другите органи кои што се засегнати од терапиите кои што ги примаме, бидејќи тие не заштитуваат, но сепак се имунокомпромитирачки и мора постојано да одиме на прегледи. На тоа и мислев кога реков дека болеста нели остава предизвици, затоа што сепак дел од младоста ја поминуваме во ординации. За жал би рекла, тоа се приватни ординации, каде што цените на прегледите веќе значително порасна и цената за едно ехо на дојка достигнува до 3 до 4.000 па и до повеќе, а треба да се прави минимум 2 пати годишно таквиот преглед. Што останало за магнетна резонанца, за компјутерска томографија, суплементација исто така, значи предизвиците финансиски се исто така овде и секој се снаоѓа како знае и умее. Јас конкретно најчесто одам на приватни прегледи, меѓутоа кога одам во државното здравство, тоа се прегледи кои што мојата матична докторка не може да ми ги закаже преку мој термин, па морам да одам на онкологија, па таму да чекам во сиот тој метеж и да потрошам цел еден ден само за да дојдам до упат, па потоа цел уште еден ден за да стигнам до прегледот, така што треба да се јакне свеста кај жените, нели, за овие прегледи, но сепак треба и да се создадат услови за тие да се прегледуваат. 4 години по соочување со ракот на дојка. Денес Вања функционира нормално, со исполнет квалитетен живот кој што е, сепак, зачинет и со мали предизвици. Така сватив дека претераната емпатија кон останатите може да биде лоша за самите нас. И меѓу сите тие предизвици и проблеми во здравствениот систем со кои што се соочуваме, добро е да извлечеме некакви поуки со кои што ќе одиме во нашето секојдневие. Сведоци сме дека оваа болест не бира возрасти години. Која е вашата порака до младите девојки? До девојките би апелирала да си го познаваат своето тело, да го искористат интернетот и новите медиуми за да се едуцираат, да гледаат туторијали, односно водичи и совети како правилно да направат само преглед, да се едуцираат и информираат дека тоа е поврзано со деновите во кои имаме месечен циклус. Тоа е исто така важно да се знае, навистина е темата обширна, но за свое добро би требало да се информираат, да се консултираат и советуваат со своите матични лекари и да тргнат од само преглед, да балансираат меѓу физичкото и менталното здравје, исто така па доколку нели се јави некаква потреба за ехо преглед, да најдат начин за тоа да го направат. Редовните прегледи може да ни го спасат животот, порачува таа. Со победена најтешка битка во животот, младата Вања денеска храбро чекори во секој нов ден кој што ја го нуди животот, повеќе од било кога.